Добар ден уште еднаш и од мене, почитувани представници на медиумите, почитуван господин Костов, директор на Сдруженијето за хумано домување Хабитат Македонија, почитувана господја Алчева, заменик на директорот, почитуван господин Јович, директор на јавното комунално претпријатие Дервен, почитувани вработени во Дервен и во општинската администрација. Ми представува чест во име на општина Велес најнапред да се заблагодарам за партнерството и соработката на Сдруженијето за хумано домување Хабитат Македонија, која трае не со години, туку веќе надминува деценија и повеќе. Ние сме пред се прво добри пријатели, одлични соработници. До сега сите работи што сме одлучиле заедно да ги правиме биле успешни и дале добри резултати. Последен пример е нашето партнерство во конзорциумот начело со Хабитат, во кое членуваме и ние и општина Шутооризари, како општини во кои има значителен број припадници на ромската заедница. Заедно конкуриравме на повикот на Европска унија во проектот кој има работен наслов одржан урбан развој на ромските заедници. Целта на овој проект е да го подобри квалитетот на живење на ромските заедници во општините, како едни од најмаргализираните категории граѓани. Проектот е повеќе своен. Денеска сме тука да формално означиме крај на еден дел од проектот и да ги предадеме овие две возила на јавното комунално претпријатие Дервен. Одлуката на Советот ќе ја донесеме на 23-ти, со која формално општината ќе ги предаде на Дервен, а денеска треба да го добиеме документот со кој Европската унија преку Хабитат не ги предава нам. Првичната идеја беше да набавиме мали, посовремени, затворени возила за собирање на цврст комунален отпад, но на сугестија од вработените од комунална хигиена во јавното комунално претпријатие Дервен, сепак се одлучивме да набавиме трактори, затоа што констатиравме дека тие возила не може да се движат по тесните улици, кои се и тесни и стрмни, каде што има помала можност за маневрирање. Јас би сакал да ги порачам на вработените во Дервен, на возачите, на раководителите, се драги да се служат со возилата, да траат што подолго и со нив да го подобрат квалитетот на живењето на граѓаните од аспектот на третманот на цврстиот комунален отпад. Кога сме веќе тука, би сакал да искористам прилика да кажам дека ќе следуваат другите сегменти од проектот. Треба да добиеме 1000 канти за собирање отпадоци. Тоа е малку одложено затоа што треба паралелно да оди со едукација, кампања со припадниците на ромската заедница. Треба исто така да се обезбедат, односно средствата се обезбедени да се организира реконструкција на неколку семејни куќи на жители од ромската заедница. Треба да се донесат 4 детални урбанистички планови во делови од градот каде што живее ромско население претежно или во сериозен процент на вкупна површина од прилика 24 хектари, со што ќе им се помогне на граѓаните од ромската заедница да можат да прават доградби, надградби, да ги легализираат своите објекти. Предвидени се и други тековни работи кои треба да се реализираат во овој проект. Вкупната вредност на проектот што го добивме начело со Хабитат од Европската унија е меѓу 500 и 600 илјади евра. Поголем дел од парите одат за општината Шутооризари, бидејќи таму има поголема концентрација на ромско население, меѓутоа ние сме пресречни и презадоволни што во силната конкуренција со другите општини, сепак нашата општина заедно со Хабитат и со Шутооризари го доби овој проект. Ќе следува друг повик на кој ние исто така сериозно се подготвуваме за да конкурираме, за да го подобриме и понатаму животот на граѓаните во ромската заедница. Би завршил тука, посакувам и во наредниот период, како што имавме во изминатите години, деценија и повеќе успешни проекти со Хабитат, да имаме и идни проекти со кои ќе го подобруваме квалитетот на живење на граѓаните. Ви благодарам многу за соработката, тоа ни повеќе.